Добар ден! Добредојдете на часот по математика за 5-то одделение. Јас сум Лила Карамфиловска, вработена во училиштето Свети Наум Охридски во Пештани, Охрид. И денеска на овој час ќе си научиме како да пресметуваме плоштина на праваго. Плоштината е мерка со која се мери големината на површината заградена со 2D формата. Плоштината, за да може да ја пресметаме, потребно е да ја знаеме должината на формата и нејзината ширина. Еве јас тука имам представен еден правоаголник. Оваа сина површина што ја гледате е плоштината. За да видиме овој правоаголник каква плоштина има, ние треба да помножиме должина по ширина и ќе ја добиеме плоштината на овој правоаголник. Например, од вашата лева страна на слайдот имате дадено пример за пресметување на плоштина. Ако должината ми е 4 см, а ширината 3 см, по формулата за пресметување плоштина на правоаголник А по Б се заменуваме. P е еднакво на 4 по 3 и добивам дека P е еднакво на 12 см квадратни. Значи, овој правоаголник има плоштина од 12 см квадратни. Понатаму, јас ќе ви помогнам уште со еден пример и ќе ви објаснам како се пресметува плоштина на правоаголник. Во овој случај, нашиот правоаголник има должина 5 см и ширина 3 см. По формулата си пресметуваме А по Б. Секогаш, кога решавате некоја задача, тргнувајте од оние вредности кои што ви се познати. Па затоа си запишуваме А еднакво на 5 см, Б еднакво на 3 см. Си ја заменувам во формулата, П еднакво на 5 по 3 и си множам, добивам дека плоштината ми е 15 см квадратни. Сега би сакала да го стопирате ова видео, да ја препишете оваа задача во вашата тетрадка. И ајде пробајте, како претходниот пример, самостојно да ја пресметате плоштината на правоаголник. Димензиите, должините ви се дадени, па познавајќи ја плоштината, формулата за пресметување на плоштина правоаголник, ајде да си пресметаме. Откако ги решивте задачите, ајде заедно да си направиме една проверка. Задачата под А. Должината ми беше 12 см, ширината 4 см. Формулата за пресметување плоштина на правоаголник P е еднакво на А по Б. Се заменувам, P е еднакво на 12 по 4, од тука P е еднакво на 48 см квадрат. Вториот пример, должината ми беше 50 см, ширината 10 см. По формулата за пресметување плоштина на правоаголник P е еднакво на А по Б се заменуваме. P е еднакво на 50 по 10, од тука P е еднакво на 500 см квадратни. И ајде да си ја провериме уште под С. На овој правоаголник должината е 10,5 см, а ширината е 6 см. По формулата за пресметување плоштина на правоаголник се заменуваме. P е еднакво на 10,5 по 6, од тука P е еднакво на 63 см квадратни. Сакам да ви кажам уште еден пример. Често кога решаваме некои задачи, може да ни се случи плоштината веќе да ја знаеме, но да ни се бара некоја од страните на правоаголникот. Како овој пример. Плоштината на овој правоаголник ми е 35 см квадратни. Должината не ми е позната, ја знаам само ширината B, а таа е 5 см. И веднаш си тргнувам од познатите податоци во задачата. А, пишувам дека е прашалник, бидејќи не ја знаам должината. B еднакво на 5 см. Формулата за пресметување ми е P еднакво на А по Б. Си заменувам. P е 35 по А по 5. Од тука може да забележиме дека добиваме една равенка.
Например, наместо x тука си имаме a. И сега имаме 35 по a еднакво на 5. Ние знаеме да пресметуваме и равенки, па затоа a еднакво на 35 по 5, од тука a еднакво на 7 сантиметри. Со заменување, познавајќи ги равенките, јас ја пресметав должината на правоаголникот со плоштина 35 сантиметри. Следно нешто што сакаме да направите е за дома на страна 130 да ја решите втората и третата задача. Верувам дека денеска стегнавте знаење за правилно пресметување плоштина на правоаголник. Ви благодарам за вниманието.